Почитувани гледачи, добар ден. Во текот на 40 гестацијски недели, колку што трае животот или бременоста кај една жена, новороденчето живее и функционира во одредени услови во утробата на мајката. Со раѓањето, новороденчето доаѓа во допир со надворешниот свет и токму тогаш доаѓаат одредени промени и состојби, како што е на пример новороденечката жолтица. Токму оваа тема денеска е тема во Фактор здравје, со која што ви посакувам добре дојде и срдечно да се чувствувате со Алфа Теле. Приватна болница за гинекологија и акушерство, плодност Битола, ви нуди примена на најсовремено инвитро оплодување, замрзнување на јајни клетки, ембриони и машко семе, ви нуди лекување на брачна неплодност со најнови хируршки техники, лапароскопија и хистероскопија. Плодност Битола, место каде што вашите желби ќе станат реалност. Жолтица кај новороденчиња е денешна тема во Фактор здравје и мене особено ми е драго кога зборуваме токму теми поврзани со педиатријата, тоа значи нов живот, здраво бебе и здраво потомство во целина. На мое огромно задоволство и денеска соработката со Фактор здравје продолжува со приватната здравствена установа, специјална болница за гинекологија и акушерство плодност од Битола, која што воедно е и ИВФ центар за асистирана хумана репродукција. Од таму од стручниот и компетентен тим денеска имаме прекрасна личност која што сакам да ви ја покажам, не само во однос на изгледот, туку уште повеќе во однос на нејзината стручност и професионалност. Доктор Маргарита Камбовска, која што е специјалист педијатар. Срдечно добре дојди и благодарам што сте денес со нас. Добро време. Верувам дека убаво патувавте од Битола и благодарам што сте уште еднаш со нас на задоволство на гледачите. Зборувајќи за приватната здравствена установа специјална болница плодност од Битола, уште еднаш би сакал да ве потсетам на контактот со нив 047 208 880 и 047 208 881, како и нивната интернет страница plodnost.com.mk. Денеска ваша гостинка во Фактор здравје е доктор Маргарита Камбовска, која што е специјалист педијатар и со која што денеска зборуваме за жолтицата кај новороденчињата. Доктор, ќе веднаш првото и директно прашање, дали ова болест или состојба? Ова е состојба, значи, при која што физиолошката жолтица, да колку зборуваме прво да разграничиме, значи, што е физиолошка, а што патолошка жолтица. Физиолошката жолтица во секој случај е состојба кај новороденото, при која што имаме жолто пребојување на кожата и видливите слузници на новороденчето. Тоа и онака има тенка кожа и многу лесно и видливо е тоа со голо око, кај дел од донесените новороденчиња, значи околу 20 до 50% од донесените новороденчиња имаат видлива жолтица, а недонесените значително повеќе, значи над 50%. Што е оно што ја предизвикува жолтицата, бидејќи рековте е состојба и е нешто што е минливо, значи не е трајно. Значи новороденчето кога ќе се роди се има одредени карактеристики на неговата крв, пред се има така наречена густа крв со зголемен број на еритроцити од една страна, а од друга страна намален животен век на тие еритроцити. Значи црвените крвни клетки или еритроцитите кај возрастните, ако живеат 120 дена, кај новороденчињата само 90 дена. Токму тој распад на еритроцитите е максимален околу вториот, третиот ден од животот на новороденчето и како резултат на распаѓањето на еритроцитите добиваме еден жолт пигмент, жолто-зелен пигмент билирубин, кој што незрелиот црн дроб на новороденчето не можејќи да го обработи, да го конјугира, да го исфрли преку столицата и преку урината, го таложи во видливите, значи, слузници и подкожното ткиво. Клинички, за да е видлива, треба билирубинот да е околу 80 до 100 милимоли на литар, за да го видиме со голо око. Во нашата болница, за среќа на новороденчињата, располагаме со неинвазивна диагностичка процедура, значи со помош на еден апарат кој што го нарекуваме биличек, транскутано и го одредуваме билирубинот, значи само со допир на кожата на новороденчето го одредуваме точно нивото на вкупниот билирубин исталожен во подкожното ткиво. На тој начин, навремено, можеме да разграничиме дали се работи за физиолошка или патолошка жолтица, што значително менува во терапевскиот третман. Пред да проговориме и да ја зборуваме за патолошката, би сакал физиолошката жолтица да ја разгледаме и да споменеме кога таа обично и од пракса треба да се јави, доколку има моменти, доколку има индикации, како што рековте, кај новороденчето. Така, физиолошката жолтица, веќе спомнав дека се јавува вториот до третиот ден од животот на новороденчето, затоа што ако се јави првиот ден, веќе ние како презнак за патолошка жолтица,
додека пак доколку се пролонгира, односно трае и после крајот на првата недела, исто веќе разграничуваме, значи може да се граничи со патолошка, во која што веќе треба да назначиме повеќе испитувања за точно да се знае, значи дали е само физиолошка, или патолошка жолтица. Практично по она што го рековте, ме наведува барем мене на заклучок дека физиолошката се јавува во болнички услови, значи додека се уште мајката се опоравува, новороденчето го секојдневно, ние кога ги прегледуваме новороденчињата на утринската визита, ги викаме и мајките да присуствуваат на визитата и токму тогаш им објаснуваме дали има новороденчето жолтица. Некои мајки знаат да изреагираат, значи најразлично реагираат во зависност од тоа колку се информирани. Токму тоа беше и замислата, значи да им се објасни на мајките, затоа што најчесто со објаснувањето ги смируваме, тие се сепак во деликатен период, иако е пороѓајот завршен, тие се така, иако е завршен пороѓајот, тие се уште се под стрес, имат различно ниво на хормони, различно стресно го доживуваат истото, кое ќе им се објасни, значи најчесто се работи за физиолошка жолтица и веднаш се растеретени. Што значи физиолошката жолтица за самото новороденче? Симптомите ги споменавте, но како индикација кога ќе помине... За самото новороденче, значи зависи секој новородено како се справува со овие карактеристики на крвта кои што секој новородено, значи ги има од кога ќе се роди. Тоа го приметивме во нашата болница на следниот начин. Новороденчињата кога ќе се родат, во зависност од тоа колку траел породувањето, се раѓаат во една состојба. Кај некој новороденче во исклучително добра состојба, значи да нема хипоксија, да нема ниско ниво на кислород во крвта, протеинскиот статус во крвта, значи сите тие состојби, ацидоза или закиселување на крвта, доколку се роди истоштено, изнемоштено со сите овие работи што ги напоменавме, тоа значително потешко ќе се справи со жолтицата која што и онака го чека во првите денови од животот и тогаш може да има клинички манифест на жолтица, за разлика од друго новороденче кое што се породило со значително добар тек на породувањето, во добра состојба, може да се самото да се справи со жолтицата без да ја манифестира и воопшто да не се гледа со голо око. Оно што е важно, практично сите оние дечиња кои што имаат жолтица, како што рековте, физиолошка, што се манифестира вториот или третиот ден по породувањето, има ли некоја индикација дека тие во текот на развојот ќе заостануваат, нешто ќе им недостасува во однос на тие новороденчиња кои што ја немале таа жолтица? Апсолутно, за физиолошката жолтица не се приметуваат никакви заостанувања во растот и развој, што не е случај со патолошката жолтица, каде што имаме една најопасна компликација од која што се плашиме ние педиатрите, тоа е керниктерус или таложење на билирубинот во големите мозочни јадра, значи во средината на мозокот, која што се манифестира и во моментот со еден хипертонус вознемирено новородено, конвулзии, значи грчеви, до уште поголеми последици, значи на централниот нервен систем, кој што понатаму ги приметуваме со растот и развојот, значи церебрална парализа од хореатотичен тип, нарушување на глувост може да се јави, на слухот и така натаму. Она што е карактеристично за вас како болница, како плодност од Битола е фактот дека најголем дел од вашите новороденчиња што се раѓаат кај вас се без таа новороденечка жолтица. Така, ние уште на почетокот на се должи би сакал вие да откриете на што. Да. Уште 2-3 месеци од како беше отворена нашата болница, на еден од нашите состаноци каде што неонатолошката служба се собравме да разговараме, приметивме дека имаме многу низок процент на жолтица и онај кој што се јавува, значи физиолошката жолтица која што ја имаме, не е воопшто потребно вклучување на третман на жолтицата, што еден беше заклучокот, се должи на благодарност до сите наши гинеколози кои што правилно ги водат трудниците за време на цела бременост, навреме ги забележуваат ризиците доколку ги имаат и на тој начин донесуваат на свет едно новороденче во добра состојба, без разлика дали е доносено или недоносено. На тоа се должи, значи, високите оценки кои што ги имаат, а ги даваме ние за новороденчињата непосредно првата, 5-та и 10-та минута од кога ќе се роди новороденчето. Пред да проговориме за патолошката жолтица што рековте, која што е нели поопасна во однос на физиолошката, само уште еден аспект да споменеме од физиолошката жолтица, што практично вие како стручен тим работите и како ја третирате таа физиолошка жолтица и колку време трае истата? Во најголем дел од случаевите, значи затоа се вика и физиолошка, си имаме не
потребен никаков третман. Ние си имаме посебни протоколи кон кои се придржуваме, изработени од нашите професори. И тука си имаме во зависност од која гестацијска недела е родено новороденчето, кој ден од животот е и колкаво е нивото на билирубинот, вклучуваме или не третман, тоа е фототерапија. Располагаме со најсовремени фотоламби, ги имаме и на топлите креветчиња, односно во ормерите, и на инкубаторите, имаме и за доносените новороденчиња и благодарение на навременото откривање со транскутаниот билирубинометар, навреме се превзема се што е потребно. Иако до сега исклучително ретко сме имале потреба да ја вклучиме опремата. Баш на ова, поради ова што кажав. Да, би сакал за момент да ги потсетам почитуваните гледачи, го следите новото издание на Фактор здравје, доколку од сега сте на Алфа телевизија, ви посакувам срдечен поздрав и ви посакувам убаво да се чувствувате. И она што сакам да го потсетам е телефонскиот број 2600-373, можноста за вас директно да се вклучите во емисијата, да поставите прашање, да споделите можеби некое искуство практично кое што вие и вашето новороденче сте го имале во однос на денешната тема жолтица кај новороденчиња. И веднаш го имаме првиот гледач. Добар ден ви посакувам. Ало, добар ден. Да, повторувам, уште еднаш 2600-373 и она што е многу важно за денешната емисија е фактот дека специјалната болница Плодност од Битола и денеска во соработка со нас ја поставува и третира денешната тема од стручниот тим од таму, посебно од Битола, специјално за оваа прилика. Ваша гостинка е доктор Маргарита Камбовска, која што е специјалист педијатар. Ги споменавме аспектите токму на физиолошката жолтица. Што е со патолошката жолтица? Рековте дека е таа покомплицирана и посложена како во дијагностиката, така и во однос на третманот. За среќа, патолошката жолтица имаме многу поретко и општо патолошките жолтици ги делиме на две големи групи. Во едната група спаѓаат сите оние заболувања при кои што новороденчето има наеднаш распад на неговите еритроцити и изголемена понуда имаме со билирубин на неговиот црн дроб. Тука спаѓаат РХ инкомпатибилијата, кога мајката е РХ негативна, а новороденчето е РХ позитивно, АБО инкомпатибилијата, значително поретко, и сите останати хемоглобинопати. Тоа се болести на крвта, кај кои што имаме уште повеќе забрзан распад на еритроцитите на новороденчето. Поради тоа, неговиот црн дроб е преплавен наеднаш со огромно количество на билирубин, кој што не може да се справи нормално и наеднаш имаме високи вредности на билирубинот, кој што веднаш се трудиме да ги истретираме со фототерапија. Ќе продолжиме на оваа тема, имаме гледач веќе на линија, првиот за ова попладне. Добар ден ви посакувам. Добар ден. Повелете господине, од каде се јавувате? Се јавувам од Скопје. Повелете доколку имате прашање, поставете го. Значи, прашањето наше, имаме ние бебе, усвари не е бебенце, веќе 12 годишно дете. Уште од кога се роди имаше проблем нели со жолтицата. 3 пати имавме фебрилни грчеви, 3 пати. И така да сега сакаме нешто повеќе да знаеме за малечкото. Го носевме 2-3 пати нели на лекар во симповрање. Малку е агресивен, така, нешто повеќе да ни каже докторка, така може. Сакате нешто дополнително да прашате или јасно ви е? Сигурно беше докажана жолтицата? Дали беше сигурно докажана? Да. Во текот и цело време прават испитувања со трансаминази, со проверка на црниот дроб? Па не правевме ние испитувања, туку со моториката имаме сега проблем моментално и така. Така. Благодарам за прашањето. Вака сега. Во праксата не е секогаш така јасно како во математиката да разграничиме, значи во медицината не е така јасно да се разграничи, иако ова симптоматологија потсеќа, затоа најверојатно се нашле во моето излагање, симптоматологијата на пациентчето потсеќа дека може да има резултати, меѓутоа ние точно треба да знаеме колкав бил билирубинот, за да знаеме дали се должи на таа хипербилирубинемија, ова симптоматологија со која што се сретнува детето, или пак имаме само фебрилни конвулзии, кои што се многу чести во детската популација при инфект, иако и ова со моториката кажува дека значи треба убаво неуролошки да се иследи на детска клиника на одделот неурологија и да се види што може во иднина да се направи, значи за да се подобри моториката на детето и да се редуцираат конвулзиите. Верувам дека гледачот е задоволен со во однос на одговорот ваш. Ќе се навратиме на овој случај. Само сакав кога зборувате за патолошката жолтица, споменавте дека кога ќе се востанови, каква терапија, каков третман применувате вие?
И што всушност значи третманот? Што се прави на тоа новороденче? Веќе го спомнав, значи третманот е фототерапија со посебни фотолампи кои што емитираат сина светлина со бранова должина од 420 до 480 нанометри на растојание 50 см од бебенцето. Народно кажано го сончаме, одлучуваме за часовите, значи во зависност од како ќе се изјасни во зависност од висината на билирубинот и благодарение од како е воведена фототерапијата, значително е редуциран последниот чекор од терапијата на патолошката жолтица, меѓутоа мора да го напоменам, ексангвинотрансфузијата. Значи доколку навреме се започне да се спроведува фототерапијата, немаме потреба од последниот чекор за третирање на патолошката жолтица, што е ексангвинотрансфузија, тоа е посебен вид на трансфузија на новороденчето, при кој што се менува 80% од крвта на новороденчето со неизменично извлекување на одредена количина крв преку умбиликален катетер и аплицирање на крв од крводарител, со кој што ќе му ја смениме крвта и на тој начин драстично ќе му олесниме состојбата на новороденчето, кој што е во опасност од керниктерус. Рековте дека оваа патолошка бременост доаѓа до зголемено или големи количини, границата на белите рубини или хиперрубинемија. Што тоа значи за организмот? Рековте дека во црниот дроб практично Така, црниот дроб е нашата најголема лабораторија, која што е орган во кој што цело време го спомнуваме дека ги учествува во метаболизмот, значи конјугирањето на билирубинот, тоа е распаден продукт од распаднатите еритроцити од хемоглобинот, треба да го конјугира, да го обработи со еден ензим глукуронил трансфераза и да го исфрли преку слузницата дел, значи ќе обои нормално столицата, се исфрла преку столицата и преку урината. Кај новороденчињата кои што и онака им се случиле многу работи во текот на првите дена од животот, затоа викам секој едно си е башка приказна. Значи секој различно се справува, некој се самото си се справува, на некој му требаат повеќе дена и така натаму. Значи црниот дроб е тој кој што има клучна улога и многу е битно колкава количина на билирубин ќе му дојде. Значи сите тие болести на крвта кои што ги спомнавме. Ова ве прашав бидејќи доколку навремено не се третира оваа новороденечка жолтица, што како компликација или како индикација може да предизвика? Така. Еве затоа и гледачот ќе се навратиме. Тоа е таа компликација, значи таложење на билирубинот во средишниот дел на централниот нервен систем или големите мозочни јадра, кој што понатаму ни се развива и се манифестира во растот и развојот на детето. Така. Да, би сакал уште еднаш да потсетам 2600-373, доколку имате прашање во однос на денешната тема жолтица кај новороденчиња, слободно јавете се и веќе го имаме следниот гледач, не ни требаше многу време да чекаме. Добар ден, ви посакувам и на вас. Добар ден. Како сте вие, господјо? Како? Со доктори, штом сме, добри сме. Треба одлични да бидете кога сте со нив. И јас во нивна комбинација. Благодарам. Се шегувам. Повелете со ваше прашање. Јас, вака. Детето е во поголема возраст. Како бебе прележа жолтица. На 4-5 години доби хепатит. Ало? Да, Така. слушаме. Зборувате слободно, ве Да, слушаме. да, во ред сега, добро. Сега од време на време се жали на стомакот. Сега пак ќе кажам дека е во поодмакли години, али како мајка сум заинтересирана дали некакви последици, пошто слушнав и РХ негатив, ја како мајка сум РХ негатив, а детето е, мислам, А позитив. Така. Доволно е ова за да одговорите? Да. Ви благодарам, Значи, господи. се работело за РХ инкомпатибилија. РХ инкомпатибилија, мајката е РХ негативна, а бебенцето, да, А позитив, има еден ризик повеќе, што не е мал ризик. Значи имаме тука зголемен распад од страна на антитела од мајката преминувајќи кај бебенцето и заради тоа си имало жолтица. Колкав бил вредноста, значи колкава жолтица развило, и тука ни се повторно битни сите фактори на новороденчето. Меѓутоа бебенцето кога се родило си имало новороденичка жолтица. А ова жолтица што е прележало на 5-6 годишна возраст може да си е заразна жолтица, предизвикана од низа вируси, бактерии и други микроорганизми кои што го оштетуваат хепарот и доведуваат до покачување на хепаталните ензими, трансаминазите во крвта. Значи сосема друга патологија
Не верувам дека се работи како компликација од новороденечката жолтица, мислам дека е независно една од друга. А ова што повремено се жали на мешето во текот на овие денови, значи да треба во секој случај педиатриски преглед, вака не можам да кажам на што се должи. Потребен е педиатриски преглед, основни анализи, ехо на абдомен доколку може да се изведи, значи на црн дроб, и на тој начин да се разграничат во моментот актуелната состојба од што е абдоминалната болка. Тоа може само со преглед да се каже. Да. Кога зборуваме за жолтицата кај новороденчињата, има ли одредена горна граница во однос на возраст, ако не се појави, дека таа и воопшто никогаш нема да се појави кај тоа новороденче? Но одговорот само подоцна, имаме гледач уште еден, да му дадеме предност. Добар ден и за вас. Ало, добар ден. Добар ден. Добро дојдовте и вие, господи, од каде се јавувате? Од Скопје. Повелете со вашето прашање. Вака сакам да прашам, дека имам бебе 2 месеци. Добра. Има жолтица прелизано и сега има некој црвенило на лицето, кој што ми кажа дека се појавува од топло, дека му е надетало. Кога му е поладно, значи кога е расоблечено, тогаш му се повлекува црвенилото. Значи бевме на детска клиника, меѓутоа се не ни дадоа, само крв му провери од прст и толку. Така, дали го дои? Дали го доите бебенцето? Да, само на доење, 2 месеци. Добро. Така. Благодарам за вашето прашање и го слушнавме бебенцето, нели во позадина? Да. Благодарам, господјо, што бевте со нас и еве го вашиот одговор. Тоа што црвенилото исчезнува кога бебенцето ќе се расоблече, кажува дека моите колеги биле во право дека се работи за црвенило на лиценцето од презатоплување на бебето. Иако мајки кои што ги дојат новороденчињата, е докажано дека во мајчиното млеко во одредени случаи има повисоко ниво на хормони од самата мајка, па можат тие да прават одредени црвенила на лиценцето кај бебето. Меѓутоа во третманот ништо не се применува, бебенцето само се мие со чиста вода, лиценцето се бриши со тапкање и никаков третман, никакви масти и креми не се потребни. Тоа е појава која ќе исчезне за неколку недели. Најчесто до 3 месеци веќе нема да има црвенило доколку не се работи за затоплување. А ако се работи за затоплување, само треба да го расоблече, односно да не биде толку облечено колку што мајката го облекува. Да. И да се вратиме на одговорот или моето прашање уште еднаш, доколку не се појави жолтица кај новороденчиња во првите неколку дена после раѓањето, дали тоа значи дека тоа новороденче воопшто нема да ја има веќе? Исклучително ретко, најчесто се јавува, значи во првите дена, понатаму во втората недела од животот исклучително ретко, иако ние си ги викаме на контрола за неколку дена после исписот за да ги исклучиме и тие можности. Исклучително ретко, во тој случај најчесто имаат пролонгирана жолтица со не така висок интензитет, кој што исто така не бара третман, меѓутоа си сака време постепено да се нормализираат вредностите на билирубинот, па да продолжиме со вакцинација. Да, и уште еден гледач, му посакуваме и на него добар ден. Ало, дали ме слушате? Благодарам. Добро дојдовте и вие, господјо, во Фактор здравје и повелете. Вака знам дека темата ви е за жолтица кај новороденчиња. Добро. Меѓутоа сакам малце, значи да прашам, аз колку што разбрав, сепак станува за повозрастна особа, нели? Имам прележана жолтица како малечка, она што е најверојатно, како што да кажавте, не патолошка, туку Физиолошка. Така, да. Сега, значи јас пред известно време ни прават нормално прегледи систематски на работа, излегува дека белите рубини мене ми се големени. Значи, направив испитување на абдомен, а ме известија дека во меѓувреме станувало збор најверојатно за некаков синдром од раѓање. Така. И сега, дали бидејќи јас сум РХ негатив, дали во иднина би ми представувало некаков проблем би имала јас во иднина кога би имала секако нели семејство мое, па да се пренесе на Така. Нормално на моето бебе. Благодарам за прашањето, ова сакав и јас да ве прашам. Да. Многу е точно добро прашањето. Значи, тука се работи најверојатно за фамилиарна хипербилирубинемија, која што се пренесува генетски и добро е да се знае дека ја има, затоа што мајката ќе биде припремена, значи кога ќе биде мајка слушателката, ќе знае дека новороденечето треба да се следи, дали ќе треба третман или не, тогаш ќе видиме. А тоа што е РХ негативна е исто така битен податок за да доколку забремени, гинеколозите кои што ќе ја водат сигурно знаат, 28 гестацијска недела која ќе биде, прима рогам инекција, тоа е антитела да ги уништат, да спречат сензибилизација на мајката, за да нема ваква штета кај новороденчето која тоа ќе се роди. Практично ова е и превентива, би рекол, тоа во е однос превентива, на појавата... за РХ инкомпатибилија, само за тој тип, кога тоа е причина за појава. жолтицата. Да, а друг начин во однос на превенција?
Рековте, ако е генетски, сепак. Ако е генетски, значи како што е ова е исто така ретко, меѓутоа се случува. Сме го имали и ние и најчесто се мајките информирани, како што и многу често треба да биде, значи родителите, докторите треба многу повеќе внимание да посветат на објаснувањето на пациентите, на тој начин тие многу полесно ќе се соочат со проблемот и најчесто без терапија ќе се реши проблемот. Практично отворање или некоја семена анамнеза или историја на болестите, за да вие, докторите, не само педиатрите, туку и гинеколозите, како што рековте, акушери, имаат во предвид и навремено действуваат или преземат мерки. Обавезно, тоа сите доктори во анамнезата, кога разговараме со пациентите, обавезно си прашуваме. Да, ако на крајот немате што да додадете, јас срдечно ви благодарам за вашето гостување денеска, што не разубавивте пред се емисијата, со стручни совети ја збогативте и секако да ни дојдете во друга прилика. Чест ми беше што присуствував на вашата емисија, стварно е многу гледана. И воедно користам да ги поздравам моите колеги во болницата Плодност. Еве и поздрав од наша страна. Цел медицински и немедицински персонал. И од наша страна во името на целата екипа на Алфа и во име на гледачите, поздрав до вашите ценети колеги и среќен пат до Битола ова попладне. А подсетување, почитувани гледачи, зборувајќи за специјалната болница за гинекологија и акушерство и воедно ИВФ центар за асистирана хумана репродукција Плодност од Битола, нивниот телефонски број 047 208 880 и 047 208 881. Сите информации во однос на денешната тема и аспектите во однос на она што како проблематика го третира Плодност од Битола, можете да ги закажете и да се информирате на овие телефонски броеви, а доколку алтернативно сакате да комуницирате со нив, plodnost.com.mk е нивната страница на глобалната мрежа.